Почитувани колеги, веќе не знам што повеќе да се каже. Имам чувство дека со денови, како сами за себе, ние, пратениците од опозицијата, си говориме за важноста на Уставниот суд, за важноста на уставните судии и нивната независност и непристрасност, за страшната недоверба која граѓаните ја имаат во македонското судство. За кого говориме, колеги? Дали нешто сте слушнале или дали барем сме ве поттикнале да размислите? Докторке. Од вас и од вашите предлози утре ќе зависи уставноста и законитоста во оваа држава. Дај Боже на пленарна седница да покажете дека сме успеале макар за еден кандидат да ве предомислиме. Ама тоа е невозможна мисија, за жал. Како денес што го одбивте нашиот предлог кандидат, истакнатиот правник Тодор Витларов, така очекуваме дека ќе ги одбиете и останатите кандидати, а ќе си гласате кандидати без апсолутно никакви критериуми. Со денови се трудиме, низ конкретни примери, низ конкретни дела, заложби и остварување за македонското судство, да ви објасниме што точно значи поимот истакнат правник, но за жал и понатаму пред очи ни изгласувате тотални правни анонимуси во чии раце го оставате македонското судство. Во интерес на Македонија е Уставниот суд да биде самостоен и независен државен орган, но колку е независен гледа целата македонска јавност. Какви одлуки ќе носат овие уставни судии што ги гласате, Господ нека ни е на помош. И треба да ве боли, колеги. Уставот не дава права, туку само ги признава. Овој цитат сватете го како опомена. Опомена дека постоењето на Уставот само по себе не подразбира и постоење на слободно и демократски уредено општество и држава. Сватете го како опомена и за сите нас, а во прв ред за вас, колеги од мнозинството, дека Уставот мора да се почитува, за граѓаните да можат непречено, рамноправно и целосно да си ги остваруваат своите слободи и права. Тоа се оние граѓани кои ве гласале, колеги. Не заборавајте. Повторно ќе им тропнете на врата и верувајте ќе ви ја затворат. Исто како што вие денес сте тотално слепи за нивните права. Овде ќе го додадам и следново. Ако собранието, задолжено за донесување на законите и другите прописи, ја представува волјата и свеста на народот, тогаш Уставниот суд, задолжен за контрола на нивната уставност и законитост, ја представува свеста на народот. Свест која ќе ве опоменува секогаш кога ќе го занемарите Уставот како збир на основни принципи на кои почива секоја уредена општествена заедница. Кога говориме за Уставниот суд, говориме всушност за независноста, стручноста и правдата. Тоа се трите столба на кои почива Уставниот суд. За тоа што во теоријата подразбира независноста на судовите, говореа деновиве овде многу постручни од мене, и јас само би спомнала нешто друго. Укажувањето на должна почит кон Уставниот суд, неговото воздигнување и одвојување од другите државни органи, токму го представува символот на тежнењето на нашата пратеничка група да му обезбедиме целосна независност и стручност. А сето тоа затоа што ја имаме во предвид опомената која што ви ја говорев пред малку. За тоа пак, колку власта го уважува Уставниот суд, многу јасно говорат изминативе денови, предлог кандидатите што ги предлагате, но и буџетската самостојност на Уставниот суд. Тука ќе го спомнам финансирањето на Уставниот суд, целосно зависен од Министерството за финансии, владата и собранието. Не дека не постојат можности за да се обезбеди потребната буџетска независност на судот, но на оваа власт дефинитивно Арачиново е побитно и поприоритетно, забавите и се побитни и поприоритетни, пак кој ќе мисли на судството. И како сега, ќе ве прашам да очекуваме судиите од Уставниот суд да останат отпорни на притисоците, кога сите гледаме дека ги има
и како да очекуваме дека одлуките ќе ги носат согласно правото и согласно својата совест, затоа што на чесен човек за праведна одлука доволно му е само совеста како мерило. Пресметајте се какви кандидати отфрливте, какви кандидати изгласавте и имајте на ум дека на нивната почит и на нивното достоинство смета цела Македонија. Уставниот суд никако и никогаш не смее да заборави дека чуварите на Уставот мора да одлучуваат по мерка на Уставот, а не по мерка на политиките и минливите политичари. За жал, мандатот на оваа влада ја потврди повеќе од очигледната потреба за сечење конечно на врската која ги спојува владеачките елити и судството. А таа врска дефинитивно не можат да ја прекинат личности од системот кои најавуваат континуитет. Континуитет им е потребен на оние кои ги користат привилегираните позиции на корумпираното судство и оние на кои корумпираните поединци кои ги поставуваат на положба само и единствено за да им го чуваат грбот. На македонските граѓани им е потребен уставен суд кој ќе им го чува грбот и нивните права токму од расипаните структури, а не им треба континуитет на вакво судство во кое довербата е само 8%. Затоа, денес, помеѓу останатите истакнати правници, за предлог за судија на Уставниот суд на Република Македонија, ја предлагаме Весна Јовановска. Завршила правен факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Положила правосуден испит 2 години после дипломирањето. Адвокат во собствена адвокатска канцеларија во Битола, пратеник во Собранието на Република Македонија, член на Законодавно-правната комисија, сите знаеме што тоа значи, раководител на правната служба при дирекцијата на ЕСМ, директор на правниот сектор во АД-МЕПСО, ВД генерален директор на АД-МЕПСО, судија во Управниот суд, при што од 2013 до 2016 година и заменик председател на Управен суд. Судската функција ја извршувала на работа на предмети од имотно-правна област, денационализација, експроприација, одобренија за градење, легализација и заштита на животната средина. Значи, Весна е личност која цела кариера ја посветила на правото, правните служби, правниот сектор. И пред да кренете против и да изгласате дека Весна Јовановска не заслужува да биде уставен судија, пред очи нека ви биде биографијата на Тања Васич и ако воопшто и малку имате образ, поддржете го барем овој наш предлог. Ве молам да престанете да го девалвирате Уставниот суд. Барем еднаш ставете се на висината на задачата и не дозволувајте Уставниот суд да продолжи да биде партиско собиралиште на членовите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Македонското судство не го заслужува тоа. Овозможете им ја очекуваната правда на македонските граѓани. Од вас зависи. Престанете да продолжите да дозволувате да ни се случува политичка трговија и најголемите привилегии да ги давате во рацете на личности кои најмногу и се допаѓаат на власта. Нам совршено јасно ни е зошто го правите ова, впрочем, затоа што само на таквиот може да се влијае. И овде ќе завршам. Македонски народе, на Уставниот суд не само што му се потребни реформи, Уставниот суд треба комплетно да се размонтира и да се креира правосуден систем кој ќе им служи на граѓаните, а не за одржување на расипаните структури. На Уставниот суд му е потребен свеж воздух за нашето судство конечно да продише со полн демократски капацитет. Никако не сакаме продолжение на ваквото судство. Ви кажа и македонските граѓани не го сакаат тоа. Ви благодарам.